дојдовте, мили мои, во мојот канал Grandma's Life or Life with Grandma. Денеска решив да направам една сарма со месо на многу едноставен начин. Доколку, мили мои, доколку не сте претплатени на мојот канал, не значи да плаќате, него притиснете го звончето, притиснете лайк, subscribe. Вас не ви значи ништо, но мене ми дава поддршка за мене. Сега ќе издробим, овдека уствари имам издробено 5 помали главички кромит. Сега ќе ги спржам убаво и потоа ќе го додадем месото мелено, но претходно да ги спржиме кромидо. Еве, кромидо го спржиме, уште малку ќе биде ометната, еве више добива. Сега го додаваме месото мелено. Сега ова треба добро да го сега одма ќе додадам вегета, пошто подобро се разгручува, пошто има како гручи месото мелено. Кога ќе ставиме сол, значи вегета, и тоа ќе се ќе додадеме 2 лавички дрвени вегета, овие две. Мислам дека се доволно. Да се изгина пробалаки месото мелината не остане гручино, што треба добро да се испрши. Некој става живо месо, верувајте, мислим не пржено, не единствено вака. Но затоа ви кажав, секој става, секој прави на свој начин. Кој како научил, кој како посакува, значи све се работи по желба. Сега ќе додадем и малку сол, не додавам многу, пошто зрката или купузот кисел, може доволно, може малку солен. Измиена ми се листовите. Претходно ги припремив од главица, но за жал оваја година, верувајте, што сме имале еден купуз теквише у почетокот на март сме тајале, а ставен ми е во почетокот на октомври. Значи, никогаш, но така вие, например, не можеме како кај нас тамо во Македонија има убави, убави купузот, овдека све се како зимски овие тврди главици, но оваја година прекорачи, ви кажав, никогаш така сме немале купуз. Сега ќе додадеме бибер. Бибер од прилика додавам, но нека има и бибер на бибер. Пржимо сега. Кога ќе биде пржено, да не запалува многу, ќе вратам за. Еве сега, месото е пржено, ќе додадам малку црвен пипер, само малку ќе додадеме црвен пипер. Малку црвен пипер. Ајде ту, овој доста да има.
преживаме уште малку и додавам околу, добро имам измер, 150 грама ориз. Значи на 600 грама месо мелено имам 150 грама ориз. И да кочански наш ориз. Добро, и тоа ќе го измешаме сега. Вака. И вака приготвенава смеса ќе ја оставиме да се олади и ќе ја правиме сармата. Ете така. Сега ќе го оставиме да се олади. Драги мои, околку смесата е веќе оладена, еве га. И сега јас имам одвоено лисја, еве тука имам од лисја од зелка или купус, како сакате. Имам мало неколку што се поотпаднеле, крајој што сече. И ќе ги ставиме од орзола. Од орзола на дното овде ке имам една мала да ги сечам корено што е. Ви кажа многу. Значи никогаш вака сме немали. Ќе ги видите лисјава, гледајте како пластика некоја. Од два се извадија за да се направи некоја сармичка. Ќе почнем од помали едни ги имаше, нив да ги употребувам. Само прво да наставам од големиве да видим. Ова не е. Од нејзе уште ќе искинемо, да извадим уште малку. Тоа корен, жили, колка и цврсти има, уби Боже, уби Боже. Да не може човек да завитка, ви кажа, една сарма. Толку што се лисјата цврсти. Ете вака, направивме доле да има. Сега ќе почнеме со виткање, но ви кажав, пошто јас од вчера ми се изчистени, земам од по 2 лажички ќе ставам сарма, ја завиткувам од едната страна, завиткувам, јас свиткувам пак и почнувам да ја виткам. Вака и ќе стегнам добро. И еве сарма направена. Така ќе ги редиме све додека ги завршиме. Значи, ете, по 2 лажички во листовите се големи, ви реков, ама морам така, зашто се не можеш да ги скинеш. Ако ги скинеш, ќе ете, олкави сарми. Ќе видите, после ќе служим јас во тепсијава, ова во тенџерево, само уште од крајој некој да извадим од лисјата што има. Што се неколку ќе наставаме, па ќе гледаме. Ете пак едно, 2, по 2 лажички. И ќе ја свиткаваме сармата. Свите обожава, верувајте ми. Ама нема веза што листовите се цврсти. Така ќе сложиме еден ред по 2 лажички. 2 лажици сарма. Падно тоа. Значи ја замотувам еднаш, другата страна ја додавам и виткам како плико. Ќе свиткаме страната. Ете, например, сега получам вака и ќе ја завршиме целото. Кога ќе видиме при крајот, да не ве замарам со тоа како изгледа, ќе продолжиме.
Ете, мили мои, не сме баш при крају, ама скоро. Па еве, да ви кажам, многу се тврди за виткање, уби Боже. Лисија ви кажав како пластични поарно да беа. Знае, човек ќе прави сарма од пластикова. Никакви. Не, овај се расипа листот. Толку се цврсти, уби Боже, како ви кажав, како некоја пластика. Исто. Никогаш ваќе не бил купуз од цврст. По 2 лажички ставам и последниот пут кога сум правила 3 сата, значи се куваше и уште не беше листо варен од купузов. Уште не беше листот варен. Еве еден ред наполнивме. Сега, од кога сме направили еден ред, имам тука месо суво. Ќе изрежем на парчиња, неколку, и ќе ставам на сармете, пошто уште ќе ставам сарма, вака на првиот ред. Некој ќе ставиме вака доле, некој во чешенцињата, по чешињата вака да седа. Ете, наставав, имаме месо суво. И сега продолжуваме со виткање. Но верувајте, ја не знам чудо и како ја виткам оваа сарма, пошто, верувајте, ви кажав, у живот мој ова ми нема најдено ваков купус лисија, пластика да ставам. Чекай уште малку. Уште еден. Тоа имало лисија мекиќа, омекна, знаеш, ова цврста, па не се вари, тоа е проблемот, што треба најмалку 4 сати додека се свари. Вака одозгора ќе ставиме нив. Не можеш да мора и жилава ше у среде, ако е танка, мора и таа да извадиш, пошто многу се витка, не можеш да свиткаш. И затоа и сармите ми изгледа поголеми, за душа не се ни малечки, ама пука, лисијата пука кога ќе ставиш. И овој да го стегнам убаво, видимо, некако ако додржи овој сега што ставив. Ако додржи, ако не, ќе ставиме друго. Ето, овај. Два. Пошто лисија ми се големи, ако ги скинам, ќе се одвои тоа и не можем да ја свиткам после ако го оставам помал. Епте ме чкорав. Вака. У среде, пошто од озгора ќе му ставиме еден тањер, не знам дали вие ставате, мили мои. Видиш, оваа жилата мора да му ги извадим на овој. Ако не е листот доле скроз, не е укочано, тamo мора да се извади. Мора да извадиме. Ете, 2 нови ќе ставиме, ете 2 и нешто. Да имаме уште за една, барем да направиме. Море, Боже. Уште еден лист имам, 100%. Не можам, не знам како да ви покажем. Толку е неубав. И замрзнав некој лист за до година
Зима што ќе дојде, ама тоа кој знае како ќе биде. Тоа е чешит. Да видиме овде, ако има уште малку за една сарничка, помала. Мора добро да го стигнам листо. Ви кажам да не се одмота. Ете, таман уште за уште рандици имам, ама кој знае како ќе освитка. Ама тоа со месеци, не и сега, затоа ви кажувам, пак ќе го потребим тој што го оставив. Пред малку го оставив, овој, но сега ќе го зимем, пошто има малку да му ставам од него. Не може го ја довиткав целата сарма. Ето. Пукна се, ви кажав. Може тука ќе оставимо негде. Еве како изгледа. Сега ќе додадам уште малку месо. Имаме уште малку месо да му додадеме. Пошто и мевцево суво е вкусно. Значи, ние ќе наставаме повеќе месо суво, или мој. Некој да извади и месо. Ето вака. Значи, видна и мојата сарма, па ќе ја носиме да се вари. Кога ќе биде готово, ќе ви ја покажам. Ќе ставиме некој лист и готово. Еве, видимо и сармата се крчка. Имам еден тањир ставено. Свите така верувам дека ставате, знаеш, поварно потешко да биде. И ќе ја покрием повторно. Додавам помалку вода. Зашто на крај додавам запршка ја секогаш. Не се баш ќе го потиснеме малку понатаму тањирот. Знаеш, поарно дадувате. Овој тањир нарочи да го чувам за сарма кога правам. Ете крчка, нека крчка. Ќе оставиме. Па кога ќе правам запршка, баш ќе ви покажам овдека малку се не. Треба да го помериме малку. Еве, драги мои, дојдовме до запршката сега. Турив малку зејтин. Ќе додадем, нека се загрее зејтинот, ќе ставиме малку брашно. А сармата, еве, ја врие тука. Ето. Се крчка. А запршката ќе ја правиме овдека. Само гледаме дали е загреано, дали е загреан зејтинот. Ќе додадеме малку. Ќе додадеме загреано ќе додадеме само малку брашно, пошто е ќе додадеме. Тоа ќе го котим, што малку ска. Ќе додадеме малку, еве се пропржи тоа, толку танко е. Ќе додадеме пипер црвен. Ето пиперот да станат и сега ќе истуриме врз сармата.
беше врелото. И сега така ќе ја оставиме да се повари уште малку сармата. Нека покрчка уште малку. Тука. Нека крчка. Месото е скоро разварено, ама она вика уште тврд купуз, заверувајте 3 сати. 3,5 ми се чини, да, навете го 15 до 12, а ставена е во 8:30. На здравје, нека ни е на свите, изволте. Доколку ви се допадна ова видео, мили мои, притиснете лайк и subscribe. Доколку сакате, споделете, доколку се интересирате, прашајте нешто или може би вие ставате некои други продукти внатре или било што, али ова е на еден едноставен начин, стара сарма со месо и внатре сушено месо. До гледање уште еднаш, немој да заборавите, притиснете лайк и subscribe. Само притиснете на звончето, ништо повеќе, вас нема да ви кошта, а мене ми значи. Чао, ви гушкам, чао, чао.